Јас се согласувам дека треба да се помогне. Инфлација има, факт има и во Европската унија, еве тие бележат најголеми стапки на инфлација во не знам колку период уназад што се случувало, така што тоа е реалната ситуација и со тоа треба да се справуваме и се согласувам. Секоја мерка што може да значи еве помал удар, би рекла, ти не може да поминеме без удар од овие случувања кои што се и на европско и на светско ниво, треба да се поддржат. И во таа насока се согласувам дека треба да се намалат непродуктивните трошења, неспорно. Така што тоа е нешто од кое треба прво да се почне дефинитивно и на тој начин пак да се обезбеде да се заштедат пари од буџетот кои што би се намениле за оваа намена, за да навистина биде што е можно помал ценовниот шок, бидејќи пак ќе кажам не може да нема ценовен шок затоа што реалноста е таа, но така е, тоа е реалноста, но тој да биде еве издржлив за овој период. И она што е, мислам, навистина сакам тоа да го спомнам, затоа што енергетската криза ја зборуваме и така натаму како еден од факторите. Мислам дека не треба да се пропушти моментот, затоа што секоја криза е и шанса. Мислам дека ова треба да не биде последна опомена, дека треба конечно да почнеме да вложуваме многу повеќе во обновливи извори на енергија овде во Македонија, затоа што оваа криза можеби е најголемото отрезнување за она што сме го пропуштиле уназад 30 години, каде што навистина многу малку, ајде да не кажам скоро воопшто, не е вложувано во енергетскиот сектор, да вложувавме повеќе порано, сега веројатно сите овие последици не е дека ќе ги немаше воопшто, но ќе беа многу помали. Така, сигурно ќе беа поблаги, така што еве и тоа може да биде еден начин, сигурно тоа не може за месец-два да се реализира и да се види ефектот. Но нема да речам дека е долгорочна, стратегиите се долгорочни, но ако сега веднаш почне да се интервенира и да се олеснат постапките, за да можат и веќе и гледаме и бизнес фирми поставуваат фотоволтаици, да се олеснат постапките и за граѓаните и така натаму, тоа навистина ќе ги намали трошоците и на компаниите, но и на домаќинствата и на граѓаните. И тоа за неколку месеци може да се направи и да се види ефектот. Ќе побарам од Деспотовски коментар, но никогаш не сватив, односно пробувам да сватам зошто има ограничување за граѓаните, доколку волтаични тие 4 киловати, зошто тоа ограничување? Да оставиме простор за компаниите да имаат некој сигурен профит од нас, а не да се подпираме дома на нашата инвестиција и сончевата енергија. Зошто такви ограничувања? Со либерализацијата, сакам да речам по-комплицирано, но заслужува ова прашање да биде отворено, бидејќи граѓаните се повеќе и гласно размислуваат дека се подготвени со еднократни инвестиции кои ќе значат благодет за нивните идни генерации, можеби не за нас во моментов, но за идните генерации. Ова се рекла критични суштински прашања. И веќе се работи на подготовка и на законско решение за обновливи извори на енергија и на оттргнување на овие ограничувања 4 киловати или 20 киловати за малите бизниси, значи навистина треба да им се овозможи поголема мотивираност на сите да поставуваат фотоволтаици и да не бидат само потрошувачи, туку и производители на електрична енергија. Практично со новиот закон за енергетика се отвори овој процес на поголемо користење на обновливите извори на енергија. Јас пак ќе кажам, има тука доста уште за работа и за инвестиција, ама не можам да се согласам дека тоа беше тренд или дека беше фокус претходно во политиките на владата. Дека последниве 2-3 години многу поинтензивно се работи на инвестиции во обновливи извори на енергија и транзиција од јагленот кон обновливи.